Добро вечер и добре дојдовте. На почетокот еден краток вовед за она што ќе биде поентата на нашето дружење во оваа емисија Тунел, не затоа што сме ние најумни и знаеме се, туку затоа што генерално го сакаме животот и сето она што истиот ни го носи. Истиот ни носи понекогаш среќни, помалку среќни, несреќни, тажни, весели, секакви моменти кои ќе се обидеме заеднички овде да ги споделиме, да најдеме решение за онаму каде што можеби ќе може да го најдеме истото, да помогнеме онаму каде што навистина треба помош. Во секој случај ќе дадеме поттик можеби на одредени приказни нам ќе ни дадат потик и така натаму, но во секој случај се надевам дека ќе бидеме убаво попладневно дружење на македонската телевизија. Оно што на самиот почеток сакам да го пријавам и да го појавам е оној прилог кој што ќе биде некако и нитка низ емисиите или моменти кои ќе ги споделуваме, а се однесуваат на семејства или ситуации каде што навистина треба нашата помош. Јас сум Јован Коловски, имам црна коса, кафеави очи и сум средно висок. Сакам да сум главен. Иако сум добар, понекогаш знам да бидам лош. Имам хармоника и многу сакам да свирам, а и да пеам. Необичната животна приказна на Јован стана инспирација за многу автори, режисери, новинари, писатели. Документарниот филм Милостивиот самарјанин од режисерот Бобан Поповски ја следи животната приказна на Јован и неговото излегување од кома. Филмот, како и необичниот живот на Јован сам по себе, предизвика исклучителен интерес во Словенија, каде многу хумани луѓе излегува во пресрет и со исклучителна висока сума финансиски средства помогнаа Јован да може непречено да ја прими неопходната медицинска терапија, со што неговиот живот за брзо време би се вратил во апсолутна нормала. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Знам. Тато. Тато. Тато? Ами? Вовче ми е најубав. Да мислиш ти? Патот кој го живееме е непредвидлив, заплеткан и најчесто трнлив, и сите веруваме дека нам нема да ни се случат непосакуваните нешта кои му се случуваат на другиот. Кога реалноста ќе не изненади, единствено ни останува силната верба и упорноста. Боже, јас го сакам животот и во трње и во цветови, и во падови и летови. Ова е само еден дел или извадок од песната, која тие направија во најтешките животни моменти. Во секој случај тие направија да се изборат и се борат и тоа како со најтешкиот животен предизвик, кога вашето дете ќе се најде во тешка животна ситуација. Затоа ми беше големо задоволство и предизвик токму да бидат први гости во ова наше дружење во Тунел и токму тие успеа и ја гледаат цело време, се чини онаа светла точка за која ние постојано зборуваме дека во животите ја имаме. На моје големо задоволство вечерва со нас овде семејството Коловски или Мирјана, Јован и Димитрија. Добро ни дојдовте. Во ваша чест, емисијата ја насловивме Будење заради животната приказна која вие впрочем имавте со Јован. Она што е ве за оние кои можеби не се запознаени со ситуацијата, мислам дека ги има сепак малкумина, се знаеше доста и се пишуваше, се зборуваше и се разбира се очекуваше исходот кој можеби вие најмногу си верувавте како семејство и работевте на истиот, да Јован по 4 години во кома се разбуди и пополека се враќа во бирекле нели редовните животни навики и се разбира се тоа што редовното секојдневие ни го носи. Накратко ќе ми кажете за првичната ситуација, она што може да го дадеме како мал вовед. Јован си беше едно сосема здраво, нели, дете кое падна во кома на некаде 8 години, колку што знам јас. Да. Јован беше токму здраво, нормално дете до својата 8 година. Проблемот кај него настана одеднаш, некакво згрчување. Во моментот немаше температура, али претходната ноќ имаше температура. Последици на висока температура, Да, зборуваме. а во моментот кога го доби грчот и жештина во левата рака, Јован немаше ни температура. Така да и ние бевме збунети, и лекарите во Струга исто беа збунети. Некој време се обидуваа да му помогнат и после не пратија во Скопје како хитен случај. Се случи од обична настинка од ситуација Непозната ситуација, Така. затоа што не беше ни наговестување од настинка. типот, сакав да речам, да, настинка, болест или слично кој траеше со денови за да дојде до ситуацијата, немаше колку што Не, разбрав. одеднаш. Да.
Таму ми рековте дека поприлично збунети од ситуацијата која настанала во моментот, ве пратија овде во Скопје. Да, не пратија во Скопје, во клиника, за едноставно да му помогнат. Само за среќа Јован до Тетово веќе беше разбуден во болничкото возило. После тоа ни го кажуваше доктор Аце од Струга, анестезиологот кој го придружуваше. И од тој момент веќе како ништо да не било, Јован беше контактибилен, разговарал со лекарот. Многу убави муабети си направиле меѓу себе како два другари. Возрастни, да. Да. Така стигнавме на клиника, беше нормално примен на интензивна нега, како тежок случај, но покасно исто од докторката Софијанова разбравме дека и таму бил буден и доста бил свесен за Еве си ја најде докторката Софијанова. Јован, ќе му дајете аплауз, успешно ни го нацрта трпежот. Добро вечер ќе речам и за нашата гостинка која малку подоцна ќе ни се придружи, бидејќи пред малку ја споменавте, со нас и Аспазија Софијанова, докторката на која вие сигурно сум ќе си кажете подоцна исклучително благодарни. Само јас да ја најавам и да ја поздравам, ете Јовче си ја исконтактира, си ја препозна би рекол пријателката. Се случи што потоа? Од тој момент, како свесно дете, решиле дека мора да оди на петти кат на неврологија, за да видиме од што настанал проблемот. Значи, проблемот завршил на некој начин, секундарно, тој беше буден и доста свесен. Сега да испитаме зошто дошло до таа ситуација. Во тој момент имаше висока температура? Не, немаш. Немаш. Мислам дека и докторката поќе се сеќава на тие моменти зашто таа беше внатре со него. Да, со него, да ќе прашаме. И 5 дена на клиника на петти кат Јован беше сосема здрав, можам да речам. Дори му беше многу досадно. Бараше постаро да си прави некои негови игри, бараше да свири на синтесајзер. Едноставно работите докаде што застана претходниот ден. Така да ви се чини дека се ќе си тече во нормален тек и си продолжи, без најава за ситуацијата која потоа ви дојде, како се разбира, голем шок и голем животен предизвик, би рекла јас. Пред тоа, ајде малку само кусо овде ќе застанеме, само чисто како муабет Јован беше, ми зборувавте вие, бил исклучително динамично и пргаво дете. Секогаш нешто сакал да прави, да црта, да биде активен. Ми рековте сакал многу да лови риба. Таков беше, да. Јован беше хиперактивно дете. И свири хармоника. Да, една година веќе помина еден курс. Беше успешен, многу ја сакаше музиката и исто така беше талентиран за пеење, има прекрасен глас. Се надеваме еден ден ќе имаме можност и да го слушниме. Така. И тој прекрасен глас. Што се случи потоа? Веднаш беше одредена диагноза вирусен менингитис кај Јован и се пристапи кон давање терапија. Следниот ден тој вирусен менингитис одма го преформулира во бактериски менингитис, ја променија терапијата. По 2-3 дена се сетија дека е тој некој туберкулозен менингитис и за тоа почна да дават нова терапија, за после 3 дена да викнат од Козле, од поликлиника, тамо центар што е за туберкулоза, специјалист кој утврдува дека ни случајно не се работи за туберкулозен менингитис. Меѓутоа, тој примаше јаки туберкулостатици. После тие 5-6 дена, Јован почна постепено да ги губи функциите. Најпрво ја завлекуваше ногата. После почна тешко да зборуват, да не гледат и на крај да не слушат и да констатират докторката која што беше на неврологија, во тоа време шеф на одделот, дека Јован е во кома. Нити слуша, нити гледа, нити препознава нешто. Во меѓувреме, во собата каде што беше Јован сместен со вирусен менингитис, сместија девојче кое што дојде во кома и беше од бактериски менингитис, па изгледа ја увидоа грешката, па се растрчаа следниот ден да ги раздвојат. Меѓутоа проблемот настана. Девојчето излезе од кома, Јован западна во кома после тоа. Од тога почна таа ваша голгота практично и борбата за нешто сакаме конкретно да зборуваме. Почна нашите преместувања од неврологија на интензивна. Ќе најдеме боичката.
само пополека, може со вас да си ја продолжиме голготата додека си ја најдат Да. боичката. Јован во тоа време имаше страшни грчеви со завртување на телото и со јако модрење. Во тие ситуации скоро никој не влегуваше во соба. Кога јас ке ги повикав, Вие бевте мислеа... присутна цело време. Да, јас бев 24 сати тука до него. Господ ми даваше сила, ниту спиев, ниту јадев. Тоа сега е малку важно. И едноставно никој не сакаше да го слушне мојот глас дека нешто чудно се случува со Јован. Халуцинираше премногу. Нападите никако не можеа да ги смират. Па едно време си се пазареа меѓу себе приватно, повика невролог во пензија, за да му утврда некаква диагноза или некаков нов лек, терапија, и мислам дека тогаш настана неголемиот проблем. Сигурно му дадоа имуноглобулин, не знам дали тоа негде во документите, тоа поќе го прати сопругот, дали тоа негде е запишано. Бакстер беше тогаш таму имуноглобулинот кој го дава. Јован доби алергиска реакција. Очигледно беше тоа, затоа што се задушуваше, самиот бараше излез, бараше воздух, ја ставаше раката на себе вака. И јас повторно побарав помош, никој не сакаше да дојде во собата. Значи, јас бев за нив само една уплашена, испаничена мајка, Јас ќе ти помогнам. која Можеш ли ми што... дозволиш, јас ве слушам. Да. Извинувам, но пријателчето Која моја бара што- помош. Поели. Така. Која што, ете, само од паника го прави сето тоа. На крај дојдоа, му поставија нешто како ректално, како антишок терапија, нешто малу венски, не знам што. И Јован доби уште пострашен грч, му протече крв од носето и тогаш сите параметри покажаа нула и мислевме дека ете, навистина дојде крајот како што тие веќе уште одма го предвидуваа. Ми споменавте за тунелите кои ги црташе Јован пред да падне во кома. Јован нонстоп црташе тунели, а во тој период од животот до тогаш немаше видено тунел како изгледа во живо некаде да сме поминале. А таа светла точка која во тунелите ја бараше Јован, таа беше до нас, доктор Цули Софијанова. Во најтешките моменти не прифати на интензивна нега долу, пошто тоа беше незината ингеренција. И едноставно заедно со нас веруваше дека Јован не е детето што треба да го напушти овој свет, него треба да се бориме за неговиот живот. Доцент Аспазија Софијанова со нас во студиото. Добро вечер и за вас и добро ни дојдовте на големо задоволство и се разбира реков големо задоволство за семејството Коловски. Оно што го проследивме еве како податоци би сакала и од ваш аспект да ми кажете, јас и како лаик можеби околу клиничката смрт и да речеме оваа кома состојба за која ние денеска и некако практично повеќе зборуваме. Тенка е некои ќе речат линијата или кои се тие две можеби фази се правили разликата и која е таа разлика помеѓу овие две состојби? Добро вечер и ми е посебно големо чест и задоволство што сум вечерва еве со сите вас заедно, а посебно со мојот Јован за кој гледате изненадувањето е големо, а дури ако сте биле во состојба да го следите целиот тој, да речам, настан од како западна детето во кома, па се до овој момент кога е веќе излезено, бидејќи моето изненадување е големо, аз морам да бидам искрена и да кажам, независно што знаеме дека во целата приказна одевме секаде каде што требаше да одиме, се дружевме секаде каде што требаше, меѓутоа се уште и како лекар и како педијатар и како човек што ја работи и ја раководи одделот за интензивна неги терапија, каде што токму таа линија е многу тенка и се соочуваме со тој предизвик за жал на смртта.
се наоѓам сега во ситуација да буквално гледам едно дете кое го однесов прв пат во Словенија пред добри 4 години скоро и кое што дете навистина, да речам на некој начин, во моите раце ја чувствував она ситуација на одземање практично на животот, одење и враќање назад, дури додека стигавме во Словенија. Значи, тоа беше еден момент во кој дури јас се сеќавам и можам отворено да кажам и пред медиумите, дека кога стигна во Словенија, кога го предадов на колегите кои имаа идеја што понатаму во консултација се разбере и со повисоките центри кои се занимаваат со вакви ретки проблематики, ретки ситуации, да кажам, бидејќи тие тогаш не знаеа за што точно се работи. Буквално да не речам, ја бакнува в земјата дека го донесовме детето сепак живо таму. И кога дојде тој решавалец, така наречен, или таа брза помош од Љубљана, да го носиме во клиничкиот центар, сигурно дека не ви е едноставно, бидејќи голема одговорност носите во себе и истата таа ви се граничи со можности за неуспех. Меѓутоа, барем знаете дека правите се. И јас како лекар само знаев едно нешто, дека додека чука срцето, односно додека работат белите дробови, се уште постојат знаци за живот, кои се навистина нешто што треба да го почувствувате. До тогаш борбата на човекот постои, борбата на лекарот како таков. Го однесо во клиничкиот центар Љубљана и неговата кома продолжи таму. Имаше еден период кога беше и на вештачко дишење во клиничкиот центар и каде што они вештачки ја дополнително предизвикаа за да ги стабилизираат останатите органи, во исто време да добијат некаква диагностика која што беше потребна, пак да знаеме во кој правец да лекуваме или да едноставно се помириме со тоа што едноставно се случуваше. После долг временски период и таму сепак се дојде до конечната диагноза, која е една од многу ретките болести, која што представува така наречена автоимуна болест кон сопствениот мозок. Да може народот лесно да го свати, тоа значи антитела кои се создава во ова детенце, кое што практично го оштетува и одредени делови од мозокот направија вистински и реална оштета, бидејќи тоа го гледавме на сите снимки и тие беа направени кај нас во Скопје, сигурно и во Љубљана, и каде што се гледаше дека постои сепак сериозно засегање на централниот нервен систем или органот кој е најмалку познат за народот, најмалку познат за лекарите, па еве и ние што се занимаваме со таа тенка линија, посебно со таа интензивна каде што лекуваме, враќаме во живот, пошто тоа е мојата специјалност. Практично јас сум интензивист, односно педијатар кој се занимава со таа тенка линија, возвраќање на животот назад, а посебно зачувување на мозокот. И секогаш зборувам дека не е важно само да се заврши работата, многу е важно како ќе ја завршите до крај работата и да оставите сепак едно дете кој ќе се радува со неговите родители. Тука беше токму тој предизвик. Како ќе се врати, ако се врати, и дали воопшто ќе можеме ова што го правиме денес да го имаме, бидејќи морам да бидам искрена. И во целата моја најблагонаклонетост, за која сега го гледаме резултатот, постоеше и енигма и во мене. Има ли објаснување за тоа како се доаѓа можеби или од што може да се предизвика ваква ситуација? Ова е ретка болест. Како што рекоа ретка ситуација, да. Нигде никаде практично се Практично, случува така. со Јован. Немаме никаков индикатор од детето здраво, право. Па знаете како некојаш велат сепак и несреќна околност. Можеби на некој начин едноставно самото дете почнало да предизвикува антитела против сопствениот организам, што е сигурно една несреќна околност, веројатно тригерирано од нешто кое понекогаш велат само Господ го знае. Значи, тригерот можел да биде вирус, можел да биде бактерија, можел да биде многу други причинители кои не ги знаеме и нема ни никогаш да ги дознаеме. Јас мислам дека и до крај практично не ни имаме реален причинител за целата состојба, едноставно организмот почна да си продуцира антитела против сопствениот организам, против сам себе. Има така, познато е во медицината, има болести кои што се така наречени автоимуни болести. Меѓутоа, кога истите се однесуваат кон некој орган, вие го гледате тоа, но свесноста ви е запазена, овде се однесува на клучниот орган, односно мозокот. И опасноста од во целата ситуација бидејќи контролирањето на дишењето, контролирањето на сите функции доаѓа од мозокот. Ако тие антитела го разорат целосно мозокот, односно стигнати до оној систем кој што го координира работата на срцето и белите дробови, тогаш значи сигурно веќе Доктор Стојанова, заминување. што кога времето не ви е сојузник од медицински аспект? Па јас некако со времето имам сојуз. И се трудам да имам сојуз, бидејќи не подклекнувам на времето. И тоа и го научив, школувајќи се надвор, и го научив дека веројатно морате да одите до крај. Сигурно дека, за жал, некојаш ги губиме битките, меѓутоа ги губиме понекојаш и кога не сме доволно упорни. Или кога треба така да биде, сепак морам да кажам, меѓутоа јас со времето немам лоша ситуација. Имам Времето ми само покажа дека позитивна, таму сме. да, заедно сме таму, Јован.
Јас со времето се борам со времето. И ако сака некојаш да ми контрира, повторно се борам. Јас можам само од име на семејството Коловски, ако си имате нешто да си додадете на муабетот со докторката, еве кратко само вас сакам да ве прашам, во целата оваа приказна велите дека едно од лицата кога зборував со вас, можеби на кои сте најмногу благодарни, и едно од лицата на оние светли точки кои, како што спомена и господјата Миријана, во целата оваа приказна од страна на медицинските лица не зборуваме, ја видовте токму во доктор Софијанова. Така и Кога прво да имавте нагласам најмалку верба и кога бевте збунети во целата ситуација, се наоѓавте Так. сигурно во голема шок состојба заради ситуацијата со Јован пред се. така да нагласам дека Јован е наш единец. Да, тоа ќе го зборувам. Значи едно дете имаме ние и целата наша љубов беше посветена на него. И е. Мислам, во целата таа клиника, во целата таа наша збрка, во целата несреќа што имавме, точно дека единствена светла точка тоаш ни беше доктор Софијанова. Ние сме бескрајно благодарни на незе, која што уште од првиот ден нас како да ни рече ова дете мора да живее. Да. Така, и ќе се бориме. И навистина успеавме, макар што дојдовме до една критична ситуација, пред да се случи то, заминавме во Љубљана, докторката со нас на транспорт. Практично бевте испратени со многу мала надеж дека нешто може да се случи и точно, дека треба да заминавме очекувате со позитивен температура преку резултат. 38 степени. Во ризична ситуација, немавме време да чекаме ние авион каде што Јован ќе лежи, па моравме да го држиме во раце. Докторката на своја одговорност во тие моменти таа не ни кажа колку е ризикот голем. Затоа што ризикот беше Јован или ќе преживее или не во тој момент. Заминавме, држејќи го таа во раце, и за наша среќа, да не беше тој ден, немаше ни да се случи. И успеавме да стигнеме до ова што сме денес го гледаме. Така. Софијано? Видите, значи, кога ќе зборуваме за кома едном, ако ќе го доживувате, тоа има сепак една Сигурно. многу по-друга страна. Тоа е, јас на вистина ова дете го носе во раци и на вистина ова дете буквално не е ни една третина од ова што го гледате сега. Значи, тоа беше буквално една многу тешка состојба, да не искажам уште по зборови кои би ме и мене и сите нас довеле така во Вознемириле. вознемирување, сигурно. И се надевав дека само ќе поставиме барем диагноза, барем да знаеме сите Зашто што се било работи, со што се соочувате. целата оваа голгота. Сега кога го гледам како црта и кога гледам дека тој ги координира рацете и Сосем прави успешно. движења кои што се поврзани со мозокот, кој што координира со него, еве како ги движи, како прави, како Многу точно и прецизна црта. Пред неколку минути само дојде да ми го покаже тоа, се уште имам шок. Ја морам да ви кажам, јас сум лично се уште шока кога би знаела и целата јавност како изгледаше сето тоа и дел од луѓето кога ќе влезат посебно на клиника за детски болести или на интензивна и не се чувствуваат пријатно и веднаш сакаат да заменат од таму, а мене верувајте ми, па животот ми е врзан таму, јас ако него Така. имам тоа, не ми е мене животот исполнет, веројатно како велат што велите и вие, на некого му е дадено тоа да го прави. И јас се уште сум во шок кога го гледам како он тоа сега го во овој момент. Пак ќе речем многу прецизно, јас тоа гледам дека попрецизно сигурно Станува, деца кои оди. немаат никаков проблем. Стоеше прашање дали Здравствен. воопшто ќе оди, дали воопшто ќе вака ќе може да ви покажува да едноставно со разбирање, со разум тој тоа сега го прави. Значи неговиот дел од емоционална експресија постои. Тоа сакам да прашам, ова се веќе моменти во кои можеби Комплетно будење, медицината, нели, комплетно ова е будење. комплетно Да, да, будење, медицината овде нема, ако можам така да речам, одговор Па и или до некаде. не очекувала можеби дека токму прогресот од будењето на Јован до ова што е сега денес во овој период за кој како крај на разговорот го чувам во последниот дел со семејството да го разговараме, не очекувале дека токму вака ќе се одвива, можеби индивидуално, можеби е до посветата на најблиските на семејството, можеби Компилација од повеќе работа. од повеќе работи. Пред да ве поздравам и да ви се заблагодарам денес за присуството и се разбира од име на семејството за вашата посвета и борбата која давате несомнено не само во овој случај, ве знам и ве познавам, и знам колку се вложувате себе си во секојдневието и борбата за сите животи. Ме интересира вашето мислење по прашање на вакцините. Многу често се отвараат нели теми на муабет, гледам дека родителите во последно време се почесто се околу дилемата треба да ги вакцинираме децата, зошто треба, зошто не треба, зошто имаат дилема или можеби ете двоумење.
Убаво е да направите една емисија на таа тема. Ќе правиме посебно, сега ме интересираше со ова само Моето кој се мислење зова. е дека треба да се вакцинираат, но да се вакцинираат со овие пречистени вакцини, каде што сепак одредени токсини кои би можеле да направат компликации со кои се соочувам исто така ние секојдневно на клиника би били избегнати. Тогаш сметам дека сите дечиња го заслужуваат, ја заслужуваат таа привилегија, но сум за вакцинирање бидејќи сметам дека имунитетот е важен дел од приказната каде што кога ќе посебно почна да одат во училиште може многу лесно да се возвратат некои од инфекциите кои би значеле многу по Јован е вакциниран од дете, нели? Да, Да. да, сите вакцини да едат. Ги имаше примерно. Супер, сите. Така си наша мила, наш херој си. Баш. Софијанова, ви благодарам уште еднаш, ние ќе го продолжиме муабетот во првото, еве би рекла јас, издание на Тунел, со сосема одличен би рекла за приказната целосна и муабетна тема насловена Будење. Го продолжуваме муабетот, еве повторно со целото семејство Коловски. Софијанова си ја кажа своите видувања и целата таа ситуација околу носењето на Јован во Словенија и така натаму. Мене ме интересира од вашиот родителски, повторно ќе го нагласам тој лаички момент на непознавање на работите, но сепак се наоѓате во тешка, најтешка за вас ситуација од било кој од страна, вашето дете практично се бори за живот. Ја рековме Словенија, ја споменавме и одлуката да на најголемиот ризик сепак одлучите го однесете таму. Така, се она што кажа докторката на вистина е така. Значи, се случуваше по тој тек. Заминавме во Љубљана во една критична состојба, таму ситуацијата на Јован уште повеќе се влоши, па беше ставена таа дополнителна вештачка, односно нездоналска кома. Со цел да може да му се даде време на Јован да преживеат за да се испитуваат од што настанал проблемот. Скоро 3 месеци бевме во Љубљана, најдоа терапија која го смири, грчевите кои што ги имаше и нападите, кои за докторите кои што беа за предпензија во Љубљана, невидени до тогаш, ни кај возрасен, ни кај дете. Најдоа терапија, го смирија, меѓутоа не одредија диагноза и тие. Да. Се вративме во Македонија, меѓутоа докторката во Љубљана, морам да нагласам, доктор Мирјана Перковиќ Бенедик, не застанала тука, не испрати па престанала со грижа за Јован, таа на сите конгреси и семинари каде одела го презентирала случајот и барала решение на загадката која што и нејзе многу ја интересирала. Да. Предпоставувам. И за наша среќа, таа дознава дека во Оксфорд може да се прати серум, според серумот да се утврди диагнозата на Јован. И ние го направивме тоа по нејзина препорака и тоа се утврди таа диагноза, таа автоимуна болест, NMDR енцефалитис, кај Јован и одма се утврди терапија. Ни се предложи терапија и предлогот беше терапијата да ја примиме токму во Љубљана, да, каде што затоа што тие од Оксфорд веќе се информирале во Љубљана за познавањата на докторката, колку таа е спремна да... Навистина, терапијата е многу тешка. Јован примаше 2 грама на килограм телесна тежина, што вообичаено, например, се давало 0,2, 0,5. Тој примаше од 4 до 10 пати појака доза. Постоеше ризик од мозочен удар. Значи, со таа терапија кај Јован. Меѓутоа, немавме време ние да размислуваме за друга терапија. Во тоа време во светот имаше 20 до 30 дечиња. Започнува болеста да се диагностицираат. Да ве следам дека вие сте и немаше случајто сте барале податоци, сте истражувале и самите. Да, немаше научни трудови во врска со таа болест, таа беше како нова болест, тогаш определена, тогаш крстена, да кажеме, дадено името, таа постоела сигурно и порано, меѓутоа не била одредена. И се пробуваше. И ова кај Јован што е сега не е терапија која што оди по некој протокол дека таа дава резултат. Така. Кај различни дечиња е почнато со 3 вида на терапии, кај Јован со имуноглобулините и се постигна овие резултати. Во меѓувреме Јован примаше и една терапија Маптера, исто која што дејствува на тие антитела на кои што го напаѓаат мозочето негово,
со цел да се уништат, да се намалат. Се беше контролирано под контрола на Сигурно докторката, екипа, може. која не себично во секој момент, дури често ја викам и сега да ја позвониме, таа би се јавила. Што е со Јован? Го постигнавме ова што го постигнавме. И рековте дека 18 месеци бил тој период на Така, таа тотална тешка, кома, да. да кажеме. Од тие Побаво која се 18 месеци, 8 месеци ние го чувавме Јован дома сами, без никаква лекарска грижа и без посета на доктор или сестра медицинска. Па во една ситуација почнавме и сами да ги менуваме и сондите за хранење кај Јован. Вие сами го одржувавте Да. месеци во живот. Да. Нашиот дом беше претворен во Во тој мини период имаше и болница. терапија, така, соодветната терапија Да, примаше цело да. време. Имавме таблетарна терапија во тој период. Така. И се грижевме сами. Чисто информативно, Ситуацијата вие сте професор по по математика во гимназијата во Струга. така работите и како професор. Вие работевте во фабрика, ми рековте за текстил, а потоа се разбира од ситуацијата и во која се најдовте, сосема разбирливо и нормално да се повлечете од било каква работа и да се посветите комплетно на вашиот единец, што се вели. На Јован му беше Сосема ми беше муабетот не поврзани никако со медицината, се најдовте да самите се Така. да бидете медицинските лица, многу- докторите за Јован. Што значи еве една посвета, една жртва, што се вели за да го доведете во оваа ситуација. Пред се верувам таа самоверба која сте имале во вас и желбата Јован да го вратите во живот. Вербата која што ја имавме, ја имаме и ќе ја имаме. А вербата ни е голема кон Бога. Целата наша енергија ја насочуваме и веруваме дека само тој е единствениот што може да ни помогне. Сме доаѓале во ситуации безизлезни за Јован. Кога мислиме дека готово, сега го изгубивме детето, меѓутоа ние сврти се на другата страна, одма го наоѓаме излезот. Излезот. Значи, светлата точка во тунелот. Во Секогаш вашето пред место. вас. Така, секогаш била. Сме имале ситуации кога сме запаѓале во депресија, Сигурно. дека нема Несомнено. да успееме. Меѓутоа немавме ништо и немаме ништо друго во животот освен Јован. Ајде за тој период потоа нели рековте голготата трае, но дојдовте и до терапијата и до моментот на еве почеток на будењето, но ми рековте и вие дека тоа одело многу споро, Да. преспоро Многу и се бавно. разбира многу макотрпно целото тоа. Така, и самите ние не знаевме кога точно се случи. Значи, Како- полека секој ден нешто Како го се видовте, пак будеше ќе речем кај тој него. момент? Што видовте дека оди кон подобро и дека почнува Го да се буди пратеше практично? татко му првин. Значи, неговиот омилен лик од Да, секогаш. заклучив ми преска Од дека е секогаш исклучително беше врзан така. со вас и она што е интересно е да се спомени за публиката, ми рековте Јован не бил љубител на математиката, Не. пред да се разбуди и падне во кома. Откако се разбуди, еви пред тоа решававме пред да Сега во почнеме со последно емисијата, многу време, загадки значи, математички и ми така. рековте дека сака и на табла да решава задачи. Месец дена како тие работи, самиот на таблата дома испиша. 1 плюс 2 еднакво на 3, тоа беше знак дека Јован, она што го учел, Јован во моментот кога се разболе беше трето оделение од деветолетката. Значи, она што го учел, тој го знае. Го знае. Се Значи, не е, сеќава да. на него. Се сеќава на разни предмети, на разни ситуации, на луѓе, луѓето кои што претходно ги сакал и сега ги сака, Ги препознава. ги препознава. Тие кои што не му биле симпатични, тој знаеше да издвои Јас или се да заклучив или дека сум не. одма симпатична, не се знаевме претходно, но се поврзавме кога дојде, морам да се кажем одма овде на емисијата Јован и си станавме веднаш Добро, пријатели. тоа е нова љубов. За оние Која ќе постарите, трае? така, за оние постарите, тој, значи, истите работи кои што ги правеше сега, кај него една нова Практично работа продолжува. е математиката плюс. Сега ја обожава. Но си продолжи, пак ќе речем, со Меѓутоа, процес на познавање на работите да. од онаму каде што за жал Ако застанал. претходно тој не сакаше математика, сега тој обожава по цел ден. Само решавање Рековме дека на споро одеше процесот на будење и споро одеше целото Да. тоа опоравување на Јован. Во тие моменти бевте вие со него. Како знаевте во кој правец треба да се движат работите? Знаевте ли оној родителски инстинкт само ве водеше? Па често пати се случуваше, да. Во еден момент кога Јован добиваше апнеја и забораваше да диши, ние бевме во болница, ама таа вечер сме заспале така на оградата од креветот и двајцата. Баш во моментот кога му беше потребна помош да продиши со амбу, ние му помагавме со амбу да продиши. Тогаш јас се разбудив и го видов цел модар во устето, во лицето
и реагиравме брзо, така да, тоа беше еден настан, па се случувало и друг пат, ноќе пред да добие напад, па некој од нас да се разбуди. И така, иначе имаше долг период кога го чувавме дома сами. Петка. Тогаш не ни спиеше едниот од нас, многу ни беше страв, зашто не знаевме, секој еден напад го враќаше назад, место да оди Чекор напред. Вие одишка некаква си дадовте и со пишувањето на песна која се појави на фестивалот Охридски трубадури, ми рековте, сосема од она што го кажа во две реченици како дел од рефренот. Така. Јас го сакам Боже животот. Јас го сакам Боже животот и во трње и во цветови, и во падови, и во летови. Нешто што мислам дека треба да се запамети и секој од нас да си го има некаде во подсвеста како реченици, како реплика, бидејќи сите се наоѓаме кога тогаш во некаква животна ситуација и предизвик кои треба да го пребродиме некако и да најдеме сила. Вие реков ја направивте песната, што ве потигна цела таа тежина која имавте, сакавте да ја кажете, да ја напишете? Да, излезе од моето срце. И долго време седеше така во чанта на еден транспорт и баш ја прочитав на доктор Софијанова и плачевме и двете. Па после дојдов на идеја, сакав таа песна да живее, излезе на Охридски трубадури, благодарение на еден композитор 2011. во 2011. Иначе за таа песна исто така со душа и со срце се помогна од страна на композиторот Ристо Вешков, кој сега моментално живее во Америка, па Ѓорџи Арсов и пејачот кој беше повикан да испее исто со голема радост и со голем кеф ја пееше. Исполни исто Да, Зоран Дамјанов. Така да кога излеговме на фестивалот Охридски трубадури, ние не очекувавме нешто, едноставно сакавме таа песна да добие живот, но таа доби награда за најдобар текст. Може ли вака пред да пополека привршуваме, ме интересира сега медицината, сигурно може би има едно видување состојбата на Јован во која сега се наоѓа и процесот на опоравување и што или докаде може да се оди. Од друга страна, вие и вашата верба се разбира и желбата да детето повторно си го вратите во комплетно нормални услови на живење и функционирање. Како во тие две насоки ве се справувате и дали имате, односно кои се информациите може би од медицински аспект кои ги имате и кои се оние вашите што ве водат како, пак ќе речем, родител? Да. Бидејќи ова е големо изненадување, рековме и досега, што го гледаме како што рече Софијанова. Ова е изненадување и за докторите во Љубљана. Докторката која што го води Јован, никогаш... Сега е го расположен за задачи, дајте му задача. Да ни реши некоја математичка задача. Никогаш не прогнозирала што може да се случи. Ова е изненадување, таа е целата пресреќена со тоа. Нас ни предстојат уште 4 терапии, со кои што 4 терапии ние очекуваме Јован дури и да прозбори. И целосно да се вратиме да се вратиме во нормален живот. И тој и ние. Тоа се потоа по тие 4 терапии завршува, би рекле, нели лекувањето по однос на терапија, колку што можем да разбереме. Уште не знаеме, затоа што после последните 6 кои ги примавме овдека во Македонија, дојдоа следните 6, па така да никогаш не знаеме затоа што циклус тие одат. Да, ево, па по примерот на Јовче има и случај излекуван во Љубљана. Девојка која сега е дали имате информација осмоделенка. околу ликови кои се нашле луѓе во слична ситуација и каков бил нивниот тек? Докторката баш ни пренесе дека родителите и ден денес сакаат да го запознаат Јован, кој што на еден начин беше експеримент во тој момент за да се прими таа терапија, а девојката беше кратко во кома, само ми се чини дека била 14 дена, за разлика што Јован беше многу подолго. Ама ете, беше на неа агресивно применета целата терапија. И фала Богу, девојката е денес. Сега функционира, да? Да, осмоделенка е, посетува школа и така сите сме среќни за тоа. Сакам да спомнам да не остане то целава ова приказна надвор. Голема помош имавме од тогашниот заменик министер, заменик министер за здравство Владо Поповски, кој што несебично ни помогна да го постигнеме ова. Сигурно сум јас дека без и од страна помош, секако дека во вакви ситуации... Јован во тој момент беше прво дете во Централна и Јужна Европа со таа дијагноза. Да. Немаше такво, а во светот постоја 20 до 30 дечиња. Најмногу имаше
Во Америка, во Австралија, неколку дечиња во Англија, кои што се третира и сите со различна терапија. Како е сега? Како тече еден ден сега на Јован и ваш се разбира заеднички, што најчесто сака да прави? И со што му е исполнето сега веќе секојдневието, кога би рекла јас слободно, полесно се дише на крајот на краиштата? Така, да, сигурно. Уште кога престанаа нападите, веќе полесно се дишеше, а сега имаме еден, да речеме, ете така, Шевели. нормален ден, затоа што и претходно тој беше многу активен, сега е сличен на Се разбираме 4-5 ние. годишно детенце. Си игра со играчки, најчесто ете така како Виде фотографии дека си ги има другарчињата, му доаѓаат и си имаат оние друштвени игри кои си ги практикуваат. Не утисе. Така. И мислам дека од значење се да бидат околу него во овој период. гледат, да. Ке се вратите и на риболов, предпоставувам кај да е. Се надеваме. Една од неговите омилени спортски активности. Иначе исто обожават музика, исто по-старо, си пуштат на глас музика, мисли дека пеет. Најчесто ни цртат ноти на таа таблата дома што ја имаме и јас се надевам дека најскоро ќе се вратите на музиката. Јас сакав и да речам дека следното наше ведување да даде Господ да биде кога ќе може да го слушнеме и како ни зборува и како ни пее Да даде за скоро Господ. време. Така Дај и Боже. она што сакав исто да го споменам интересно дека во неговиот татко ми рековте доживува голем авторитет според стратежите кои ги имал Јован и Така. од психијатриска гледна точка, нели вас ве доживувал како една романтична душа, претпоставувам мајката за тоа е. Така. Но авторитетот доаѓа од кај таткото ми рековте. Така, и сега целиот товар паѓа на таткото. Толку е поврзан за таткото, што тој буквално не знам дали ќе може да оди на работа Кој ќе тргне кога ќе редовно за полугодие. така. полугодието. Па така да само Јован, сака да завршиме очигледно. Се да се заврши во најдобар ред. Ние имаме уште голема надеж. Еве сака да ни мафта. Да, Јован исто така секоја недела и секој празник е присутен во Светиот храм. Тоа во сакав за Пресвета еве крајот. Нека често сте таму, односно празниците и Да. се разбира големите токму важни наши христијански празници ги одбележувате на традиционален начин, си ги почитувате истите и одите заедно. Така, многу се радува на тие работи. Едноставно самиот пристапува до Светиот Путир, му се поклонува на Отецот, кој и за него и за нас значи премногу, неговите молитви се многу јаки, Отец Стефан Санџаковски сакам да го поздравам. И брајките и сестрите по Христа кои таму ги среќаваме секојдневно, несебично помагаат во врска со Јован, а исто така и брајките и сестрите кои сме ги оставиле во Словенија, кои никогаш не сме ги чуле ни виделе, секогаш пристапува со голема љубов и помош во секој поглед за Јован. Јас од срце ќе ви заблагодарам. Само сакав и ова да ве прашам пред крај секогаш многу прашања, иако времето ни е подзакусено. Дали размислувате можеби за зголемување на семејството? Искрено не. Некако никогаш не бевме така насочени. Целата љубов му беше посветена нему. Сите досега ни рекле дека не сме во право. Тоа исто ќе остане едно решение за понатака. Понатаму. Господ да го реши Да. тоа прашање. Ако мора и ќе биде така. А ние сакаме пред се Јован да го видиме здрав, прав, пред нас исправен, па после Искрено и ќе ние одиме и на напред. вистина ми е големо задоволство и чест што вечерва одлучивте да ја споделиме приказната. Се надевам дека и колку толку бевме можеби во некои муабети од помош онаму каде што ќе затреба, да даде Господ никој да не се најде во слична ситуација и да даде Господ повторно ќе речам за вас вашето семејство што поскоро да се завршат терапиите и Јован да си се врати што поскоро се разбира во извршувањето на секојдневните обврски, зашто видовме дека и тоа како имаме и зелено светло и се разбира. Да. Зошто да мислиме дека може сето тоа така да биде? Така, ние бевме посебно почестени што бевме ваши гости и нормално, ако треба пак ќе се видиме, се надеваме дека Јован тоаш ќе биде топ. Така. Јас имам само една порака до сите родители кои што се наоѓаат во една безизлезна ситуација. Колку некои да ги убедуваат, како нас што не убедувале дека нема Излез. спас, нема да излез. Никогаш да не очајуваат и негативното да го отфрлат на страна, само да гледат во позитивна насока. Ја Такви кажавте бевме практично ние. да и мојата Многу- одјева, тоа сакав да речам дека Многу се изнаслушавме такви лоши работи кои што ако ги послушавме на вистина ќе беа така. Меѓутоа ние затворавме врата за нив. само позитивно боревме би напред. рекла. И ние отвараме порти само за позитивното. Доктор
Аспазија Софијанова, доцент односно, ви благодарам уште еднаш вечерва за присуството и уште еднаш вас за патот од Мислешево до овде до Скопје. Натаму поздравете попатно и се надевам ќе уживаме следно на гости кај вас во убавините на околината на Мислешево и Мислешево. Секоја сте добре дошли. Ви благодарам. Поздрав до следното наше видување со нова тема и нови гости. Ви благодарам за вниманието.